Евроамбасадорот во Македонија Михалис Рокас во Штип имаше средба со градоначалникот Иван Јорданов. За Јорданов и за Рокас средбата била конструктивна, а фокусот е ставен на проекти кои се од јавен интерес и ќе го подобрат животот на граѓаните, а ќе бидат финансирани со пари од Европската унија. Интересите и фокусот на општина Штип се кон реализација на проекти кои се од заедничко значење, а се во делот на зелената агенда, во делот на развој на туризам, во делот на изградба на пречистителна станица за отпадни води, нешто кое е заеднички интерес и во соработка и партнерство со европските фондови преку европската делегација се финансираат овие проекти. Кога Штип ќе го реализира еден од стратешките проекти, пречистителна станица. Сметам дека навистина се наоѓаме во еден момент на финиширање на сите овие постапки и дека во текот на оваа година ќе биде избран најсоодветен понудувач кој веќе ќе влезе во фаза на реализација на долго очекуваниот проект кој, како што напоменав, има огромно значење за нас како град, затоа што конечно ќе Штип има можност да добие пречистителна станица за управување со отпадни води и заштита на животната средина. Да, тоа е итно прашање кое што треба да се реши. Се разбира дека ние сме тука и за овој проект, значи треба да се склучи договор за реализација на овој проект. Се надеваме до крајот на ова година. Рокас денес изјави дека освен пречистителната станица за Штип има и други проекти. Тоа се однесува на реализација на други проекти со општина Штип. Навистина има многу добра соработка и со општината. Исто така за време на состанокот можеме да слушнеме за други проекти кои што би можеле да ги реализираме со фондовите на Европската унија, да видиме кои се приоритетите на општина Штип во поглед на проекти за во иднина. Слушаме дека постојат исто така планови за развој на туризмот, исто така во самата општина постојат предизвици што се однесува на текстилната индустрија. Во однос на регионалната депонија која се однесува на источниот и северозападниот регион, а која е предвидена да се изгради во Мечкуевци, амбасадорот Рокас изјави. Има задоснување како што има задоснување и во другите делови на самата земја, затоа што не е само овој регионален центар. Само во овој дел неколку регионални центар за управување со отпад широм земјата се предвидени, така да има задоснување. Се разбира дека нивната реализација е тесно поврзана со фондовите на Европската унија и роковите до кога можат тие да бидат искористени, како што веќе кажав. Значи исто така и пречистителната станица за отпадни води, што значи контрактирање или потпишување на договор завршува при крајот на оваа година. Во целост за сите овие проекти јас мислам дека треба да има забрзување, сите да направат напори за да се забрзаат сите овие процеси за да можат да се реализираат